Крајот на март и почетокот на април 1919 година бил во знакот на втората и третата социјалистичка држава во светот после Октомвриската револуција во Русија. Се работи за Унгарската Советска република и Баварската Советска република. Револуционерниот вриеш во Централна Европа не престанал и после крвавото задушување на спартакистичкото востание на Роза Луксембург и Карл Ливнехт 3 месеца претходно во Берлин. Нивното дело го продолжиле Бела Кун, истакнат раководител на Унгарската комунистичка партија, и Евгений Левине, истакнат раководител на Германската комунистичка партија. И покрај фактот што новата влада на социјалистите и комунистите во Будимпешта била стабилна, силите на Антантата, плашејќи се од ширење на социјалистички револуции во Централна Европа, уште на 5 април 1919 година одлучиле да превземат мерки. Така, на крајот на април, романски и чехословачки трупи легле во борба против Унгарската црвена армија. Унгарската Советска република била укината на 6 август 1919 година, кога нова влада била формирана од генералот Миклош Хорти, поддржан од Антантата. Само 2 недели после прогласувањето на Унгарската Советска република, на 6 април 1919 година во Минхен била прогласена Баварската Советска република. Социјалдемократската власт во Берлин веднаш презела мерки, односно Фридрих Еберт уште наредниот ден дал наредба да се покори Баварската Советска република и да се формира нова влада на чело со Јоханес Хофман. Баварската Советска република траела само 20 дена, односно била срушена на 27 април 1919 година преку брутална интервенција на армијата и паравојните формации Фрајкорпс.